Би сакал на самиот почеток да ви кажам една анегдота која што ја слушнав. Еден саботен ден, не се сеќавам кој, кога бев во домот на деканот на Хартланд коледжот во Америка, кој што по своето потекло е од Јужна Кореја, значи азијат. Заедно со повеќе други студенти, се сеќавам дека беше и Гоце таму, овој човек ни раскажа една анегдота која што не знам дали не е вистина, дали на вистина е така, само ќе ви ја пренесам како што тој ја кажа. Според неговото раскажување, наводно во Северна Кореја, некои семејства го започнувале секој свој ден со една молитва. И тоа молитвата ја кажувале гласно. Меѓутоа, дали знаете на кога му ја упатувале таа молитва? Молитвата гласала некако од прилика вака: Другар председателе, ти благодариме што сме живи и здрави. Ти благодариме што денес ни даваш леп да јадеме, вода да пиеме, што ни даваш мир, слобода, работни места и можеби, да не должам понатаму, беа наброени еден куп други работи за кои што овие граѓани на Северна Кореја му благодареа на својот најсакан човек, како што нас не учеа овде во прво одделение. Навистина ми звучеше многу чудно, дали навистина се случува вакво нешто во Северна Кореја, но бидејќи сум склон така на шеги, сакав да се пошегувам со човекот и му реков, меѓутоа проблемот е што таа молитва овој нивен Бог не може да ја слушне. И знаете што ми кажа? Деканот рече, не е точно, ја слуша, и тоа како ја слуша. Што мислите, како може председателот на една држава да ги слуша ваквите молитви на своите граѓани? Со многу добро развиена шпионска мрежа. За секој граѓанин, за секој семејство, за секој соседство, во секоја населба и така натаму. Реков, не знам дали е тоа вистина, или повеќе се кажува така со една голема доза на претерување. Да. Благодарам. Јас исто така имам слушното дека наводно во Тирана на времето требало да секој граѓанин на градот, се ова е повторно нешто што се зборува, дали е вистина, не знам. Наводно секој граѓанин требало да отиде на плоштад и да се поклони пред една биста или споменик, па дори некои будни очи од страна внимаваат како се поклонил, дали добро се поклонил и така натаму. А неодамна слушнав, мислам брат Борче ми пренесе, наводно од интернет, дека кога умрел претходниот председател на Северна Кореја, значи Ким Джонг Ил, значи кога умрел внукот, синот, сега е внукот на власт, а Ким Ил Сунг беше дедото, значи пред него, значи имаме една своевидна монархија
комунистичка монархија во Северна Кореја. На времето и се зборуваше дека и Тодор Живков го подготвуваше својот син за наследник, ама немаше време. 89-та година, кога падна комунизмот во Бугарија, ако продолжеше, требаше син на Тодор Живков да биде. Значи, кој вели дека во комунизмот нема монархии? Се разбира, има. Меѓутоа, тоа не беше мојата тема. Наводно, кога умрел Ким Джонг Ил, кога беше лани, ако не се секавам, некои граѓани биле дали укорени или казнети, или затворени, притворени, затоа што недоволно плачеле телевизиските камери. Кој вели дека во комунизмот немаше религија? Тоа беше една типична религија, како и многу други, со сите култни обележја, со сета иконографија и со сето оно што е составен елемент на една религија, обожување на некого или на нешто. Но зашто го кажав сето ова и сиот овој пример? Ќе видиме, откако ќе се подсетиме денес на едно друго искуство од животот на пророкот Данијел, едно друго големо искушение, кое што тој го доживеал, а кое што во себе содржи една силна и длабока порака за Божиот народ од последното време. Кое ќе биде тоа искуство? А што до сега не сум го споменал од книгата на пророкот Данијел. Ќе отвориме, значи, во 6-та глава. Книга на пророкот Данијел, 6-та глава. Данијел во лавова јама, како што е насловена овде во преводот на доктор Константинов. Денес решив да го користам овој превод. Не од некоја посебна причина, не затоа што можеби текстот е подобар, не сум проверил. Значи, Данијел 6 глава се работи за времето кога пророкот е веќе во длабока старост, кога веќе поминала, де факто, станала историја Вавилонската империја, која што го заробила како момче од Ерусалим и го одвела во робство. Се исполнило пророштвото за падот на Вавилон, не само неговото, туку и предходните пророштва, например на пророкот Јеремија. Сето тоа Данијел имал чест и лично да го доживее, лично да види како неговите визии, неговите пророштва почна да се исполнуваат. И сега тој живее во времето на персискиот цар Дари, значи во длабока старост, на почетокот на владењето на Втората светска империја, а тоа е Медоперсиското царство. И како што беше случај и во Вавилон, и во Медоперсија, пророкот Данијел добил големи почести и висока служба во персиската влада. Вели првиот стих, му се свиде на Дари да постави над своето царство 120 сатрапи. Се чуле за овој збор сатрап? Што значи? Овој збор потекнува токму од Персија. И се употребува често пати во разни други историски контексти, например, сите квислиншки влади во окупирана Европа, односно нивните премиери, беа нарекувани Хитлерови сатрапи. Например, сум го срекавал тоа во таква литература. Но тој збор потекнува токму од Персија. Значи, поимот сатрап потекнува од Персија. Значи, било кој вазален крал, кој што е во служба на некој поголем од него, цар или император, персиците го нарекувале сатрап. И затоа сега тој збор не се преведува, веројатно од таа причина се остава, еве и во библискиот текст, да се види дека царот Дарий поставил 120 сатрапи над целото негово царство, а на нивно чело им ставил 3 прочелници, се вели тука. Данијел беше еден од нив. Замисля каква власт добил пророкот.
Значи, сите тие сатрапи, сите тие локални премиери, како сакате наречете ги, гувернери, или во Русија, како ги велат, губернатори. На сите тие наместници Даниел имал власт, заедно со други двајца прочелници. Навистина голема власт за цела една империја. И што се вели понатаму, на сите нив, значи на овие тројца, заедно значи, и на Даниел, сатрапите ќе им полагаат сметки, за да не му се досадува на царот. Се разбира, што има цар да се замара со политика. И тој ќе си го менаджира своето царство, ќе се постави менаджери за таа работа. Даниел се истекнуваше толку со својот вонреден дух над прочелниците, значи над другите двајца своји колеги, и над сатрапите, сите тие што беа под нив, што царот мислеше да го постави с него сам, значи, над целото царство. Значи, ова е веќе ситуација слична на она која што ја добил праведниот Јосиф во Египет. Десна рака на фараонот. Власт која што буквално може да се преведе како заменик на царот. Тогаш, дури тогаш, прочелниците и сатрапите почнаа да бараат повод нешто околу државната управа, заради што би можеле да го обвинат Даниела. Еве уште еден доказ дека човечката природа не еволуирала во меѓувреме за овие 2500 години што не делат од времето на пророкот Даниел, бидејќи вие што работите во државни служби знаете дека и ден денес е вака. Ако сакаат да ве шутнат од работа, што ќе почнат прво да прават? Да ви побараат некоја мана, нешто што не е во ред со вашето работење, со вашата служба. И ако ви најдат некаква мана, ситна или крупна, тоа ќе биде во писмена форма причината зашто сте отпуштени од работа. А вистинската причина е затоа што ни пречиш. Затоа што не можам да те смислам. Затоа што не сакам да те гледам. Само тоа не стои во писмената форма. Во писмената форма мора да стои некоја под наводници културна причина. Само во случајот на пророкот Даниел постоел проблем со ваквата тактика. Кој бил проблемот? Што во неговата управа, во неговата служба не можело да се најде никаква мана. И што вели понатаму текстот? Ама не можеа да најдат ништо такво на него, ништо заради што би можеле да го прекорат, зашто беше верен. Немаше во него ни негрижа, ни погрешка. Значи не само што немало некоја мана, туку не можело да биде укорен за некој немар, за некој пропуст. Често пати од министрите се бара оставка и кога е нешто недобро направено или пропуштено, кога не се вложило повеќе сила или повеќе упорност, повеќе енергија во некој проблем. Тогаш тие луѓе рекоа, не ќе најдеме никаков повод против Даниел, освен да најдеме нешто против него, каде? Ова ќе биде искуството на Божиот народ. Еве кој ќе биде Божија црква во последното време. Божија црква во последното време ќе бидат оние во кои што луѓето од надвор,
нема да може да најдат никаква мана. Точно или не е точно? Дали е тоа нешто реално или нереално? Дали може да постојат црква и верници во кои што нема мани? Може би звучи нереално. Што ни вели текстот во Откровението, да се подсетиме? Откровение 14 глава. Како се опишани овде 144 илјади, кои што апостол Јован ги видел, на гората Сион заедно со јагнето, односно заедно со Исуса Христа, и на чиишто чела го видел запишано Божјото име и Христовото име. Од 4 до 5 стих е даден описот на овие луѓе. Тоа се оние кои не се осквернија со жени. Значи, тука нема скандали од типот на оние што ги спомна брат Славе. И со какви што обилува, меѓу другото, и Адвентистичката црква. Меѓу другите. Сите обилуваат се тоа. И лага не се најде во нивната уста. Тие се непорочни пред престолот Божи. Познавате ваква црква? Денес, некаде? Било каде? Јас сеќавам на еден поранешен верник кој што вереше: дајте, кажете ми каде постои ваква црква, јас да отидам со своето семејство таму да членувам. Божјата црква ќе дојде време кога ќе се состои само од вакви и од никакви други членови. Само од вакви. Бидејќи оние кои што ќе сакаат на ваквите да им го одземат животот, ќе треба да донесат закон, бидејќи во нивниот живот нема мана, ќе треба да донесат закон кој што ќе им измисли мана на начин на кој што му беше измислена мана на пророкот Данијел. Што рекоа сатрапите? Тогаш тие луѓе рекоа: не ќе најдеме никаков повод против Данијел, освен да најдеме нешто против него во законот на неговиот Бог. Значи, ако на некој верник не може да му се најде мана во неговиот живот, во неговата служба, работа, поведение, тогаш каде ќе се бара мана? Во неговото верување ќе се бара мана. Тогаш во неговата вера ќе се донесе закон кој што неговата вера ќе ја направи да изгледа дека е кривично дело. Тоа што тој го исповеда, тоа што тој го прави како одраз на својата вера. Тогаш прочелниците и сатрапите навалија на царот та му рекоа: о, цару, дари жив да бидеш довека. Се разбира, веројатно имало и еден куп други ласкави зборови, или да употребам израз на 21. век и до 20. лингурски зборови, со какви што обилува речникот на многу политиканти во денешниот свет, во така наречената демократија, односно демонкратија. Сите прочелници на царството, престојниците и сатрапите, советниците и наместниците се сложија во тоа дека царот треба да издаде наредба и забрана секој оној кој во рок од 30 денови. Чуете, овој закон имал рок. Сигурно сте читале за секој закон дека стапува во сила, например, 8-миот ден од издавањето во службен вестник. Меѓутоа, дали сте прочитале за некој закон кој што вели дека ќе престане да важи
после 30 дена од неговото стапување во сила. Во рок од 30 дена, кој год значи ќе упати молба до било кој бог или човек, освен до тебе, о цару, ќе биде фрлен во лавовска јама. Ама закон. Но, ако е вистина тоа што ми го кажа деканот во Хартланд, во Северна Кореја постои ваков закон. Или барем постои обичај, или пракса. О цару потврдија таа забрана и потпишија наредбата за да биде неотповиклива според непроменливиот медоперсиски закон. Тогаш царот Дарий ги потпиша и писмото и забраната. Може би непромислено од негова страна, може би опиен од славата и од ласкавите зборови, или едноставно пијан, како што бил Ирод, кога побарал, кога на Салома и рекол после незиниот танц, од типот на оние што ги гледате на турските серии. Побарај и што и да побараш, ќе ти дадам. Па таа рекла главата на Јован Крстител. И после Ирод се покајал што тоа го рекол. Ама се покајал во себе. Не се покајал јавно, како што јавно и ја кажал таа глупост, па да му биде простено во Божји очи. Овдека не се кажува дали Дарий тоа го направил непромислено, дали отпосле се кајал, ќе видиме дека сигурно се кајал. Но нас не интересира поведението на пророкот Данијел во целата оваа ситуација. Откако научи Данијел дека повелбата е потпишена, што направил пророкот? Отишол дома и рекол: "Ред, ќе почекам да поминат месец дена и потоа ќе се биде се постаро." Што би направил било кој адвентист во овој случај? Би рекол: па ја и така одамна не се молам со месеци, па што се 30 дена? Меѓутоа, за нас може да биде укор, не овој случај, туку тоа што некаде, некогаш, некои луѓе секојдневно упатуваат молитви на луѓе кои што не се Бог, туку се исто така грешници од месо и крв. Замислете, некој се моли и се кланя секој ден не на Бога, туку на некој што не е Бог. Некој што не ги слуша, тој лично, што не ги разбира, уште помалку може да им помогне. Тогаш зашто ние не се молиме на нашиот Бог, кој што се знае, се слуша и има секаква сила да делува во нашиот живот? Како и во случајот на Данијел, станува збор за нашата тајна молитва, за нашата приватна молитва. Сите ние се молиме јавно, и тие јавни молитви треба да бидат кратки, но што станува со нашата приватна молитва, за која што Исус рекол: "Ти кога се молиш,
влези во својата тајна соба и помоли се на твојот Отец кој е во што? Во тајност. И што не се гледа физички. Не можете вие да го слушате, не можете вие да го допрете. Тоа е во тајност. Меѓутоа, за него нема тајни. И вашиот Отец, кој што гледа тајно, кој што е во тајност, и ќе ја чуе во тајност таа ваша молитва, ќе ве награди јавно. Како прво, ако ние не се молиме во нашиот живот и живееме како никому да не треба да му полагаме сметка, никому да не треба да му благодариме за тоа што го имаме, едноставно, со сета своја лична и приватна независност, тогаш ние нема ни да дојдеме во ситуација да мора некој да донесува вакви закони против нас. Односно, тогаш ние ќе бидеме полни, како што сме, со еден куп мани и гревови, така што многу лесно ќе може да ни се најде повод против нас. Значи, која е првата лекција од ова искуство и од ова искушение на пророкот Данијел? Дека тајната за успешен живот, успешна служба, успешна кариера, ако сакате, представува врската со Бога. Зошто? Затоа што поимот успешен секаде, освен во медиумите денешни, секаде и секогаш успешно значило точно, непогрешливо, одлично, исправно. Не може да биде успешен оној чиј што резултат е полн со грешки, неточен, искривен, или чие што дело или производ се такви. Тој не може да биде успешен. Меѓутоа денеска медиумите ве фарбаат и ја фарбаат цела јавност со разни лаги и илузии за тоа што е успех или успешно. Меѓутоа наше се разбира дали ќе ги купиме, како што велат американците, тие нивни лаги, или пак ќе продолжиме со свој памет да ги вреднуваме и цениме нештата, онака како што од секогаш се правело, според реалноста. Откако Данијел научил за повелбата дека е подпишена, отиде во својата куќа, прозорците на горната соба беа отворени кон Ерусалим, бидејќи евреите од секогаш, кога се молиле на Бога, се молиле во правец на Ерусалим. Таму тој 3 пати дневно паѓаше на колена, благословувајќи го, молејќи го и фалејќи го Бога како што правеше секогаш. Значи, тајната на Даниловиот успех е што тоа го правил секогаш. И тоаш кога немало закон, и тоаш кога никој друг не го слушал, освен Бог, се разбира. Иако, за да се донесе ваков закон, индиректно се докажува и покажува дека неговите молитви беа слушани и од некој друг во околината. Се разбира, остатокот го знаеме. Данијел бил слушнат и виден и најден, фатен на дело. Како го моли и го повикува својот Бог. Не бил фатен на дело во некој скандал, во некоја прељуба, во некоја кражба, проневера и така натаму.
туку бил фатен на дело во што? Како го моли и го повикува својот Бог. Би скокал неколку стихови, само би го прочитал обвинението. 13 стих. Даниел, оној од јудејските заточеници, не се грижи за тебе, о цару, ниту за твојата забрана што ја потпиша. Ја извршува својата молитва 3 пати дневно. И еве реакцијата на Дарий. Откога ги чу тие зборови, царот се нажали многу, с други зборови, и се покајал за својата глупост и непромисленост, што потпишал таков закон. Но, законот веќе бил потпишан. Медоперсискиот закон значело дека е непроменлив и дека ниедна царева забрана или одлука не може да биде отповикана. Даниел бил фрлен во лавовска јама. Така гласил законот, нели? Оној кој што ќе биде фатен во рок од 30 денови, да се моли на било кој друг бог или човек, освен на тебе, цару, да биде фрлен во лавовска јама. Тоа што Даниел бил фрлен во лавовска јама, било повеќе проблем за царот, колку за самиот Даниел. За самиот Даниел тоа не било проблем. Како е по ова можно? Како е можно вие да бидете судени, вие да бидете обвинети и вие да бидете казнети и тоа да не биде ваш проблем? Дали е тоа можно? Тоа што Даниел бил фрлен во јамата било проблем на царот. Царот го гризала совест, царот се јадосувал, царот се нервирал, царот жалел. Што ќе се случи со Даниел? Царот се грижал за сето тоа, а не самиот Даниел. Затоа и преколнуваше со очаен глас: Даниел е слуго на живиот Бог. Дали оној Бог кому му служиш постојано ќе може да те избави од лавовите? Дарий би сакал да е тоа така. Тој би сакал да може. Има една реченица во книгата Копрежот на вековите, која што многу ми се допаѓа и вели: Пилат копнеел да го ослободи Исуса. Како тоа копнеел да го ослободи Исуса? Знаеш што значи копнеш? Тоа не е обична желба, кеф. Копнеш. Тоа е длабока жет на душата за тоа нешто. Пилат копнел да го ослободи Исуса. Па ако тоа било негова желба, што не го ослободил? Па кој друг имал власт да го ослободи, ако не он? Представникот на царот на Римската империја за Јудеја. Можеме да речеме Дарий копнеел Даниел да биде избавен. Да не му се случи никакво зло. Даниел одговори: О, цару, да биде жив довека, мојот Бог го испрати својот ангел и им ги затвори устите на лавовите, та не ме повредија, зашто сум невин пред него. Која е причината за ваквата надприродна Божја интервенција? Невиноста. Што ни кажува апостол Јаков, 5 глава, 17 стих, примерот со молитвата на Илија, оној што беше ист како нас, човек. Кога Господ ги вослушува поединечните молитви? Што беше тој услов, ако се сеќавате од јануарските теми? Услов за вослушување на групната молитва беше согласноста.
услов за вослишување или соборноста, како што ја нарекував, услов за вослишување на поединечната молитва е праведност. Голема е силата на сесарната молитва на праведникот. Зашто во Божји очи сум невин, а и тебе, царе, не сум ти сгрешил во ништо. Што вели пак псалмистот, се сеќавате 68-иот псалм. Ако бев нашол беззаконие во срцето мое, немаше да ме вослиши Господ. Но која била тајната на Данијел? Навистина, Данијел не бил безгрешен на начин како што тоа бил само единородниот Божји син на оваа земја. Често пати сум слушал и проповеди како Данијел спаѓа во кругот на оној тесен круг на праведници од библиската историја, во чиј што живот не, и за чиј што живот не се запишани никакви падови, никакви гревови, никакви дамки на неговиот карактер, но тоа не го прави безгрешен. Тој секако бил грешник, бидејќи во 9 глава, кога се моли на Господа, она глава во која што ќе го добие месијанското пророштво за Исуса Христа, за точната година на Христовото доаѓање, на Христовото прво доаѓање, во таа глава вели и така додека се молев и го исповедав и својот грев и гревот на својот народ, Израел, долета бргу ангелот Габриел. Меѓутоа, која е тајната на ова верност на пророкот Данијел? Која е тајната на ова негова невиност? Навистина, целосно овој старозаветен пророк е опишан на начин на кој што се опишани 144.000 праведници од последното време во Откровението. Тајната е неговата врска со Бога. Тајната е неговиот молитвен живот. И каде треба да започне секоја евангелизација, секоја мисионство, секој дело, секој успех во било кое поле од животот, треба да започне на колена. Јас би сакал Светиот Дух оваа лекција од животот на пророкот Данијел да ја всади длабоко во нашите срца. Јас не се занимавав премногу со самото искуство во јамата и избавувањето на Данијел, само ги кажав неговите зборови отпосле, како Господ го спасил. Не споменав исто така што се случило со оние сатрапи кои што царот Дарий отпосле решил нив да ги фрли во јамата, па кога беа за момент растргнати, се покажало дека лавовите и како биле гладни, а причината што него допреле Данијела не била затоа што не биле гладни. Може би сити и така натаму. Се знае дека Господ може да интервенира во секоја ситуација, се знае дека за него се е можно, се знае дека за него не постојат нерешливи проблеми. Меѓутоа, тоа се случува само во животот на праведникот. А денес живееме во време кога тоа изгледа научна фантастика. Да се живее праведен живот. И тоа зборувам за христијаните. Да се живее праведен живот, тоа е научна фантастика. Како што прочитав и во еден православен текст на интернет,
Денес да се живее обичен христијански живот, според христијанските стандарди, представува подвиг. А зборот подвиг во православната литература се користел од секојаш за монаштвото. Денес да живееш како христијанин е подвиг. Како обичен верник да живееш, христијански е подвиг. Зошто? Зато што сите околу тебе се или прелюбодејци, или блудници, или кратци, или лажговци, со еден збор политичари. Разбойници. Денес во 21. век да се живее христијански, некако да бидеш пророк, монах или не знам што, да бидеш обичен христијанин, обична христијанка, е подвиг. Е нешто посебно. Можно е, меѓутоа тоа започнува на колена. Нека Господ го промени нашиот живот во овој правец. Нека му е фала и слава вечно. Амин.